Добро вечер во топ тема на ваша страна. Законот за јазици стапува на сила и повторно предизвика бура од реакции. Дали партиите се подготвуваат за предвремени парламентарни избори или се работи само за блеф? До кога ќе чекаме реформи? Ова се темите на кои вечерва дебатираме со Фросина Ременски, подпредседател на СДСМ и подпредседател на Собранието, Артан Груби, организацијски секретар на ДУИ и пратеник. Добро вечер. И Игор Јанушев, генерален секретар на ВМРО ДПМН. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Почнавме со она што е најактуелно денеска, објавувањето на Законот за употреба на јазиците во службен весник, што практично значи дека овој закон стапува на сила неполна година откако беше донесен. Во следните 6 месеци имињата на институциите, меѓу другото, ќе бидат напишани и на албански јазик. Господине Јанушев, денеска еве Груби од пресконференција ве повика да се одважите и да се надминете себе си и да го напишете името на вашата партија, ВМРО ДПМН и на албански јазик. Тоа нема да се случи. Единствено го гледам како еден обид на господинот Груби за плиток дневно политички маркетинг. Се продолжува да се тига таа тема на национална основа, што е многу лошо, особено од некој кој што цело време го обвинува ВМРО за национализам и за создавање на тензии. Така да би го замолил господинот Груби вака пред целата македонска јавност отворено да ја повлече таа изјава, бидејќи сметаме дека е несоодветна. ВМРО ДПМН е политичка партија, не е институција. Нема да одговориме со истиот вокабулар, напротив ќе останеме честни, достоинствени и честити, што би рекол нашиот претседател во однос на таквите провокации. Груби, ќе повличате изјавата? Воопшто не е провокација и не знам зашто албанскиот јазик би ви представувал пречка или би ви бил трн во око за да го видите вашето лого исто со албански јазик напишано. Не ја реков, не ја искажав изјавата за провокација, беше одговор на прашање околу кривичната пријава која што вие сте најавиле за господинот Џафери, за директорот на службен весник. Тоа беше одговор на тоа прашање и всушност ја се уште сметам дека треба да се одважите и да се надминете себе си и кога се адресирате да не се адресирате само до македонската јавност, затоа што има и други јавности во Република Македонија, од други заедници, од други интересни групи. Не е само македонската таа која што ви е цел. И вас како партија, и нас сите заедно како општество. И целта на изјавата не беше воопшто провокација, туку шанса да се најде за ВМРО ДПМН да пружи рака исто така за соработка и со албанските гласачи и со албанските политички партии. Но жалам за вакви ставови, наискрено, затоа што воопшто не се националистички и посебно затоа што ако гледаме низ историјата, недалечна, пред 2 години, скоро ист ваков јазик го имавте закон за јазиците го имавте прифатено и вие, кога председател, генерален секретар на партијата беше актуелниот председател. Затоа навистина жалам, се надевам дека ќе ги надминете предрасудите и ќе видите дека само ќе добиете со познавањето и употребата и на втори, трети, четврти јазик. Ако може само на кратко, не толку одамна, мислам дека во истата констелација бевме овде во ова студио каде што господинот Груби кажа дека тој е македонец, се чувствува македонец. И не знам зошто воопшто се става во знак прашање кога се обраќаме на македонската јавност. Живееме во македонска држава, каде што има повеќе вери, националности, народи, меѓутоа она што е заедничко е Република Македонија. Така да не гледам зошто тоа би било навредливо од една страна и тоа ќе го тргнам тоа на страна. Доколку ние не бевме конструктивни и доколку не сакавме да постигнеме квалитетно решение, немаше цела година да повикуваме да ги прифатат забелешките, да направат еден консензус, зашто толку долго се залага и само декларативно го говореа, да седнеме на заедничка маса и да изработиме квалитетно законско решение. Не на овој начин на кој што на сила повторно, по кој знае кој пат, го прават и денеска повторно го направија. Така да крајно време е да се трнат сите тие небулози настрана.
Доколку не сакавме тоа да го направиме, немаше нити да го понудиме. Во нити еден момент не кажавме дека сме против или дека не треба, туку се залагавме за квалитетно решение кое што ќе биде во уставот со законот и кое што при носењето на истото ќе се почитуваат постоечките закони и устав. Ништо од тоа, само да завршам, извинете, ништо од тоа не го испочитувавте, и сега се обидувате, веројатно претпоставувам нервозата која што веројатно имате од губењето на албански гласови од страна на СДСМ, не можејќи поато да удрите по Самарот, па се обидувате тоа го артикулирате кон ВМРО ДПМН. Меѓутоа, како што кажавме, ќе дојдеме на избори, без разлика дали ќе го прифатите барањето за превремени избори или ќе почекаме до следните редовни. Народот тоа го гледа, ние не го подценуваме народот и ќе си го искаже тоа на следните избори. За изборите малку подоцна да одговорите и да додадам, ако може и јас едно прашање, зошто толков триумфализам? Воопшто немаше триумфализам. Не знам кај го видовте тој триумфализам, да немаше прослави на улици, да немаше виорење знамења, да немаше концерти, да немаше академии. Имаше најобична пресконференција и изјава во Собранието на Република Македонија по барање на самите новинари. Каде го видовте тој триумфализам, не ми е јасно. Дали на гледате по улица? Мрежи, на Па зашто ви пречи? Мене ми пречи, на пример, затоа што на обичен македонец, по етничко потекло македонец, поголема тема му е законот за јазиците отколку уставните амандмани со кои се промени името. Значи, ова говори за енорни предрасуди кај обичниот македонец. Многу жалам. Јас никогаш не сум рекол дека сум македонец. Апсолутно никогаш. И затоа не е убаво да ги кажувате тие работи. Јас сум рекол дека Македонија е моја татковина. Сум рекол и денеска кажувам дека Македонија е моја татковина. Може би е добро да ги извадат снимките, претпоставам дека ги чувате. Дека сум македонец, јас сум албанец од Република Македонија. И тоа е најмалку битно. Битно е предрасудата која што вие имате, всушност, и не знам дали си верувате себе си кога го говорите ова. Зошто не ги прифати стартам барањата и не седнавте на седничка маса со нас за да ги договориме, за да го направиме законот онака како што треба да биде? Затоа што знаеме дека е апсолутна пропаганда, затоа што основата на овој закон е напишана од вас. Знаете како, вие напишавте, знаете во која насокодите. Законот за употребата на езиците, вие го напишавте во вашата политичка партија. А при тоа не сакате ни да му дадете простор на тоа што го говориме да се реализира. Па пропаганда е точно тоа што вие го кажувате. Па вие го реализиравте. Значи, законот има козметички промени, тој што е усвоен во Собранието на Република Македонија. Мора да сватите едно, во оваа држава, ако сакате да владее право, значи мора да се почитуваат постапките, процедурите, законите и уставот. Вие носите закон на криминален начин, при тоа прекршувајќи низа на други закони и устав. Господине Јанушев, значи така не се гради правна држава. Не убаво прекупување, затоа што не може да стигнеме да аргументираме ништо. Значи, вие, заедно сите ние, всушност, го распуштивме собранието и 2 пати го вративме распуштеното собрание. И вие ќе ми изборите за криминално усвојување на закон. 2 пати распуштено собрание. Си го вративме. Јас не сум учествувал. Вашата партија. Значи, вашата партија. Мојата партија. Да. Меѓутоа не јас лично. Па, вие, вашата партија, сега не сте вие лично овде да разговарам со вас лично, да разговарам со вас како ВМРО ДПМН. Сега имаме ситуација каде што со кршење на устав и закон на сила објавувате законот не може да збориме за промена, затоа што не разбирате дека секој што го прекршува законот ќе одговара еден ден. Апсолутно. Па Јас се залагам за тоа. Со кое право ми кажувате дека ова што е направено е во ред? Ова што е направено е целосно согласно законот и уставот. Тој, ако некој сгрешил во процедурата, ќе се сноси одговорност. Ние сметаме дека апсолутно не е погрешена процедурата. Председателот, нелегитимниот председател, кој што во моментов ја окупира таа канцеларија уште 2 месеци, не го потпиша само указот. Значи, церемонијална, процедурална... За кој нелегитимен председател зборувате? За Иванов, вашиот председател. За кој што доби рекорден број на гласови на избори. Да, етнички гласови, 550.000 гласови. Етнички македонски гласови и е ваш партиски кандидат, ваш партиски председател, за тој истиот кој што направи аболиција, за тој истиот кој што не свртена кај Русија, за тој истиот кој што не изолира со цел свет. Значи, за тој истиот кој што не го признава ниту една друга партија освен ВМРО ДПМН. За тој нелегитимен председател. Ако дозволите да, господја Ременски, владата
кажа дека го поддржува овој подпишувањето на законот и објавувањето во службен весник за да стапи на сила, за да продолжи да функционира парламентарната демократија. Сања, нема да ги толкувам изјавите на владата, ако ти е тоа намерата со цитирањето на овој дел. Веројатно, тука лежи објаснувањето, да. Мој став, сепак, јас сум пратеник, подпредседател на Собранието и мислам дека коректно е да застапувам и свој личен став, секако партиски, меѓутоа и став од позиција на подпредседател. Мене ми е жал што Македонија долго време ќе ги лечи и ќе ги залекува раните од националистичката реторика, која што многу години во минатото ни носи партиски поени, меѓутоа прави сериозни улузни на македонското општествено ткиво, гаи и подкрепува бројни предрасуди на граѓаните од аспект на тоа како ги гледаат етнички другите граѓани и секако начинот на остварување или политичка борба за нивните права. И мене ми е исто така жал што 2019 година ја враќаме реториката од почетокот на 2017 година и почетокот на 2018 година, кога во 2017 година имавме конститутивна седница која што траеше близу 5 месеци со реторика за тиранска платформа, антиалбанска реторика, предавства и сето она што беше вовед во оние немили настани во Собранието и секако сето она што го гледавме како декор и политичка реторика на почетокот на изминатата година, кога по усвојувањето и пред усвојувањето на законот за јазиците, сите пратеници во Собранието кои што гласа за законот за јазици беа изложени на еден масовен, јавен, би кажал, безобразен политички линч за својот искажан став по однос на правата на заедниците, во овој случај правото на албанците да го употребуваат албанскиот јазик. Во тој контекст се разви толку жестока дебата за тоа дали треба некој да добие права или не треба да добие права. Кој им ги дава тие права и дали се враќаме на реториката на еднаквост или на подреденост. И тука, повторно ќе кажам, јас ќе ги оставам дебатите помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ од аспект на тоа кој бил креатор на законот, кој прв го напишал и сето она. Сакам да кажам дека Социјалдемократскиот сојуз во изборната програма, секако што стана и дел од владината програма и дел од стратегијата за едно општество за сите, прави сериозни напори во Република Македонија сите граѓани, независно од етничката припадност, да го добијат и да го доживеат чувството на еднаквост и пред законите, но и пред правата. Знаете, многу е лесно пред законите да ги барате, да ја барате еднаквоста, меѓутоа секако дека еднаквоста бара и право и права од законите. Така што во тој контекст оваа реторика ги враќа, јас пак ќе кажам, дали денеска зборуваме за начинот на објавување на законите во службен весник, тоа е секако тематика која што може да се дебатира, дали председателот на Собранието легитимно постапил и законски постапил од она што денеска го слушнавме, или пак зборуваме значи еднакви се обвинувањата, и материјалната содржина на законот. Двајцата практично го кршат уставот или Иванов со неподпишувањето? Ние за прв пат имаме ваква ситуација, јас мислам дека можеби и за тоа немаме такви прецизни одговори. За прв пат во историјата, многу добро знаете дека имаме неколку примери и со Киров. Да, 90 имаме примери на подпишување на закон од страна на председател на Собранието без подпис. И знаете во кој случај? Точно, меѓутоа немаме случај кога една година ќе му се дава на председател шанса да го ќе не потсетиш ако има. Меѓутоа факт е дека предолго правен институт за било кој познач на правото. Беше чекањето од страна на председателот на државата да го стави потписот на указот за прогласување, што секако беше експлицитно кршење на уставните одредби за должноста да го потпише указот по
второто гласање во Собранието на Република Македонија и реално ние тука можеме да бараме секакви одговори. Во делот на договорот за законот за ратификација на спогодбата со Република Грција, нели изгледа нелогично уставните измени кои што произлегуваат од договорот се усвоени со 2/3 мнозинство во Собранието, а законот за ратификација стои необјавен заради непотпишувањето од страна на председателот, токму кршејќи ја повторно неговата уставна должност да го потпише указот по второто гласање во Собранието. Во двата случаи имаме иста ситуација, но повторно ќе кажам, ако се размисли логично, ако се размисли во контекст на демократските процеси во Република Македонија и ако се размисли за целите кои што се постигнуваат со реотварање и реповторување на оваа риторика, тенденцијата на реотварање и толку гласно забележување на сите овие забелешки кои што доаѓаат од страна на опозицијата одат во прилог на враќање на една политичка риторика која што најмалку помага на процесите во кои што влегуваме, а тоа е реформскиот пакет кој што ни стои како домашна задача пред добивање на датумот за почеток на преговори и секако она што значи исполнување на обврските по НАТО реформите во законите кои што ни се во пакет во Собранието. Да, зошто Иванов сметате? Апсолутно не пред по тоа, мислам дека на сите ми е јасно кој е реформскиот капацитет на оваа влада. Да се вратиме на законот на јазици. Зошто председателот Иванов сметате дека него крши уставот? Колку месеци стои овој од март, мислам? Пред малку искоментирав, мислам дека ме слушнавте, за било кој студент на правен факултет е познат институтот Жебновето. Председателот Иванов даде сериозни забелешки во однос на текстот на законот и зошто е тој закон неуставен. Меѓутоа никој од власта не се одважи да ги примени тие забелешки, никој од власта на сите наши повици од ВМРО ДПМН да седнеме на заедничка маса каде што ќе бидат вклучени не само ние, сите политички парламентарни субјекти. Добро, јас ве прашав за председателот Иванов, зошто сметате дека го крши уставот, бидејќи во уставот јасно пишува дека негова должност е да го потпише. Тоа е извршна власт. Закон што вели Џафери, нешто што законодавната власт е над извршната, значи над председателот на државата. Не е така. Значи за тоа е направен механизам на check and balance. Значи председателот Иванов го врати законот, точно укажа со кои забелешки треба да се коригира текстот на законот и беше игнориран. Тој го искористи своето право, джебно вето, за да не го потпише законот и такви примери сме имале во минатото и има апсолутно право да го направи тоа. Од друга страна, јас вака народски кажано, нема да ја ширам хармониката како господја Ременски. Значи, меѓутоа тоа што слушнавме од нејзе, дека фактички со создавање, сакаат да создаваат право со неправо. Значи, не може нешто да го донесеш ти на неправен, нелегитимен, незаконски, противуставен начин и со тоа да бараш после да се применува и да создаваш право. Значи, такво нешто не постои. Нивното, како да кажам, нивниот обид да представат во јавноста дека се за правна држава се коси со сите чекори кои што ги превземаа во минатите 2 години. А при тоа се обидуваат да дефокусираат, како што проба и господја Ременски сега, ни предстоеле реформските закони. Што прават 2 години? Што не ги носа реформските закони? Што не работеа до сега? 2 години се на власт. Кој живее подобро? Кој ќе живее подобро? Кој ќе живее подобро со законот? Со било кој закон? Никој. И ја сметате дека нема да се релаксираат односите во државата меѓу заедниците меѓу македонската? А со што беа напнати или недобри или лоши меѓуетничките односи? Со кој момент? Со која наша реторика? Кој е проблемот што го имаме пример јас и Артан? Или со било кој друг албанец што јас го познам, или со кој проблем кој Артан со кој македонец го има?
Ќе продолжиме со вештачко пумпање на топката за така наречени меѓуетнички односи. И во времето додека бевте во коалиција беше донесен еден закон за јазици. Што беа протестите секојдневни против тиранска платформа не денеска не прозива и провоцира во однос на воопшто не ме провоцира. Зашто албанскиот јазик е провокација за вас? Да завршам. Ама не е провокација, што сакам, не ми слушуваш, ако ме дослушаш ќе ти ја докажам поентата. Што ви пречи албанскиот јазик? Зошто не побара на пример од градоначалниците на ДУИ да објават табли на македонски јазик? Па ги има сите. Не точно. Веб-сајтовите на општините да ги направат на македонски јазик. Зошто не стават македонски знамиња во општините? Зошто за тоа не разговараме? И во партијата не е така. Споменете партијата, каде имате македонско знаме во партијата? Имаме апсолутно. Еве сега ќе ви покажам. Во Западна Македонија, ако не повеќе, возим по неколку пати од годината. Еве го знамето во канцеларијата на Али Ахмети. Еве ви. Добро, браво. Во канцеларијата на Али Ахмети, во мојата канцеларија, пред седиштето, во седиштето, во прес-центарот, сегде има знаме на државата. А ни цела Западна Македонија? Која општина сака да ви ја покажам? Ни цела Западна, во секоја општина. Кажете се, ова е само пропаганда. Кажете која општина? Не е пропаганда, значи јавноста знае секојдневно која општина сака да ви ја проверам? Тетово, Гостива. Проверете, не знам, проверете Чаир. Еве Чаир ќе ви проверам веднаш. Дали на македонски јазик? Веднаш ќе ви го проверам. Пошто едно добри неколку години не беше. Чаир.gov.mk не е така. Веднаш ќе го проверам. Имам едно прашање. Да разговараме со аргументи. И по аргументи разговараме. Дури барате. Во Законот за јазици пишува дека двојазичноста е онаму каде што има 20% од... Еве го Чаир на македонски. А ако ја објавиле сега... Не сега, ово од секогаш. Значи не од секогаш, не заборавајте дека сум бил дел од власта во градот Скопје на македонски. Не е така. Ама пропаганда е другото. Не е пропаганда, јас ви кажувам лично. Пример, рековте Чаир, еве. Рековте канцеларија, канцеларијата на Али Ахмети. Сега веројатно го направиле после толку. Да, сега моментот од кога вие кажавте, не сега ето веројатно може би од како е донесен законот. Не знам зашто толкова предрасуда кон правата на другата заедница. Ма кај ги гледате тие предрасуди? Јас ви викам да седнеме, да направиме квалитетен текст на закон, што ќе биде применлив, што нема да го крши уставот и законите, и ви викате предрасуда. Затоа што тоа е дневна политика. Затоа што гледам многу поголеми реакции за законот за јазикот отколку за уставните промени. Абсурд. Не, Артан, веројатно тоа повеќе те интересира и повеќе го пратиш, веројатно за тоа имаш такво мислење. Не, се пратам, апсолутно се пратам и на се сум работел многу. Груби, едно практично прашање. Значи, ако законот веќе треба да се практично, зашто не напише ВМРО ДПМН соопштение на албански јазик? Тоа ли е? Тоа ли е проблемот? Таму гледат предрасуда? Соопштение за медиуми до албанските медиуми. Ке ви додам да одговори претходно како ќе се применува, како ќе се утврдува каде има 20% албанско население кога немаме попис. Имаме попис, ги имам резултатите од претходниот попис. Од 2002 година. Апсолутно. Значи уште па тие... Па тоа е последен попис кој што е извршен во Република Македонија. Значи нема никаков сме во подготовка на законот, на новиот закон за попис. Се надеваме дека целата операција на попис ќе имаме во 2020 година. Се оди во најдобар тек. Имаме големо разбирање за тоа како треба да се одвива пописот. Предлог законот е веќе драфтиран и се во најдобар можен ред. Не гледам ништо спорно во овој дел. Освен што немаме бројка на администрација која ќе биде како апсолутно не можам да резонирам, да размислам на тој начин. 20%, 25% права ти давам, ми даваш. Мислам, ја одбивам таа логика. Не можам да разговарам по таа логика. Не можам да разговарам да биде навредливо ВМРО ДПМН да се напише на албански. Па медиумите го пишуваат на албански. Кој ти кажува дека е навредливо? Дека ви е провокација. Мислам сепак провоцирате зошто ради тоа што зборуваме цело време за зошто ВМРО не го напишало името на албански јазик, а при тоа забораваме дека во уставот стои дека официјален службен јазик кој е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Значи официјален јазик на територијата на Република Македонија е македонскиот јазик. Таму каде што 7 од уставот, кој што има амандман 5 на тој член 7, не, многу произведувате половисни, ниту половисни, 1/3 од 2. Извинете, проблемливи е вас да читате македонски.
Не ми е воопшто проблем. Па зошто знам и тогаш треба да го македонски, преведеме? знам и англиски, знам и германски, знам и француски. Па зашто да не го преведете? сме... Зашто имате предрасуди? Немам предрасуди, тоа ви го кажувам. како? Ве прашувам зошто ви е потребно воопшто Сакам се да преведе. ве повикам да Ако јас дојдете во разбирам англиски, 2019 јас кога година, читам во на англиски, не барам да 21 ми се, век. не ми Да слушам ве тоа, повикам. не е добро вака да се унетува. Вие улицата само да ги завршам преведувате соопштенијата и на албански во партијата, мислам дека не. Ние, кога се обраќаме на заедниците во кои што имаме интерес секако да допре одредена вест, имаме многу преведени вести. Меѓу другото, ние да не заборавите дека имаме и албанец подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз, кој што исто така укажува и е слика за она наша идеолошка определба да имаме на вистина промоција на мултиетничкото општество, на еднаквото општество за сите и секако за сите овие вредности кои што ги преточуваме во закони. Јас ќе додадам една реченица на оваа дебата што ја слушнав помеѓу Артан и помеѓу Јанушев, од аспект на тоа дали институциите ги ставиле таблите, кога ги ставиле. Јас ќе вратам малку аргументацијата апропо законот за јазиците минатата година, кога зборував дека ние во најголем дел од законот правиме озаконување на веќе постоечки пракси кои што биле практикувани надвор од законски рамки. И тоа мислам дека треба да биде храброст да се каже и од страна на ВМРО ДПМН и од страна на ДУИ во периодот кога биле заедно во коалиција, дека излегувале од законските рамки. Кој министер албанец не зборувал албански? И во совладата од законските рамки во не делот на баравте да ги употреба, пишува соопштенијата, дури бевте, се извинувам Фросина, дури бевте во коалиција да ги пишува и на албански. Па како не сме барале со ВМРО, бевме договорени сите вебсајтови од влада па со сите министерства да бидат исто така и на албански, затоа што е потреба на граѓаните. Не ради тоа што е каприц. Знаковите на како се вика на патоказите, тој збор го барам. Да бидат исто и така и на албански. Половични беа, половични не беа. Знак на фонд за пензиско... Министерката Десковска тука вадеше во ова студио и покажуваше Ама имаше, исто значи, дека се... знаците на пион во Охрид беа на албански, во Битола беа на албански, во Беле дозволите за да не се уфрлам. Што изгуби Македонија од тоа? Што изгуби Македонија од законот за употребата на знамињата? Што изгуби Македонија од законот за државниот универзитет во Тетово? Што изгуби Македонија од преставувањето на албанците во администрацијата со правичната застапеност? Што изгуби? Доби покохезивно, посилно општество. Јас, еднакво со Фросина, да се борам, да добиеме што е можно подобар договор со Грција за да се интегрираме во НАТО и Европска Унија. Заедно. Значи, ќе почнем од тоа последно кој што Груби го зборува, пошто неколку пати денеска го кажуваше тоа кохезивно. Чисто да појаснам само дека за кохезивно општество или за кохезивна група можеме да зборуваме кога сите единки на таа група ќе бидат заеднички поврзани преку заеднички работи. Доколку се обидувате да истуркате закон на овој начин, не почитувајќи ги правилата и прописите, станува збор за адхезија, не за кохезија. Меѓутоа ќе отрнам тоа на страна. Не е проблемот користењето на езиците, не е проблемот користењето на албанскиот, не е проблемот користењето на босанскиот, ромскиот, било кој друг јазик. Проблемот е за тоа што го буткаат на сила, прекршувајќи го уставот и законите за да го донесат на сила. Прекршуваат устав и закон за да донесат законско решение. Не, меѓутоа рековме не сме на чисто кој го крши. Едноставно не поминува тоа. Не може со сила да се владее во оваа држава. Не може на тој начин. Амандманите не ги ни отворија, да се потсетиме, се вратиме на назад. 10 пати да завршам, 10 пати ги повикувавме да седнеме, да направиме квалитетен текст на законот. Не го направија тоа. Значи, едно е процедура, едно е почитување на закони, друго е суштината. Значи, за вас не е проблем суштината на законот, туку начинот како е донесен? Кој ги спречи да седнеме и да го направиме како што треба? Зошто не дадовте иницијатива? Немаше иницијатива. Фросина, ако сакаше,
слободно, од кој ќе заврши емисија нека пауза, побарај на YouTube, колку барем јас лично пресконференции сум држал, кај што сум ве повикал да седнеме. Секогаш од ваша... на законот. Па пред донесување, кога, ако не пред донесување? Вие го споредувате периодот на неподпишување на указот со иницијативите па и самиот момент на донесување го направивте спротивно на деловникот за работа со времето, спротивно на мал милион прописи. Значи не отворивте амандманска расправа, значи ги отфрливте сите амандмани и сите. По кој член на деловникот? Само кажете ми еден. За доnesување на законот за јазиците. Добро. Имаше ли? Добро, довршете. Не, дали имаше, прашувам. Довршете и ќе ви дадам одговор. Прашувам, како се изјасни Уставниот суд по иницијатива? Како се изјасни? Дека не е во негова надлежност? Вие поднесовте иницијатива ако имате проблем со постапката? Ама еве, ви го давам одговорот. Исто како и сега ќе поднесем. Поднесете да, точно и ќе поднесеме и кривични пријави. Кривичните најавите за... Значи ќе поднесеме и едното и другото. И истото го најавивме исто така денеска дека ќе поднесеме и иницијатива до Уставниот суд за оценување на уставноста. Повторно. Новот како излегува дека сепак мислам дека ВМРО сепак треба да се надмине себе си во ова прашање, посебно за односите со албанската заедница и другите заедници во Република Македонија. Мислам дека ова е огромна шанса која што ја пропушти господинот Иванов за жал и се надевам дека реално институционалната меморија... Не може кога се кршат законите секогаш да се повикуваш на подобрување на односите. Не може со кршење на закони да се носи закони и после тоа да се вика, знаеш, ова е за добрите односи. Ама кажи ми, која процедура е нарушена? Не ми јасно кои односи не се добри. Според кој деловник, кој член од деловникот е нарушена процедурата? Не. Добро, сега, општи флоскули како тоа што вебсајтот на Чаир не е на македонски или па дека знамето на Македонија не е во мојата канцеларија, општи флоскули ги демантирав лично. Кажи ми да ти ги демантирам и другите, член по член. Секоја процедура и во Комисијата за европски прашања и на пленарната седница беше запазено. Ништо неделовнички се расправа, како не се расправа? За првиот амандман 3 дена се расправаше. И видовте дека многу амандмани има и тоа е процедура. И вие поднесовте колку 50.000 амандмани? Не се сеќам колку имаше. 50.000, 70.000 амандмани. Тоа беше деловнички, тоа беше процедура. Да, тоа е деловнички, имаме право да поднесеме амандмани. Ја не разбирам. И вие не ги отворивте на разгледување. Вие треба да се разгледувате. Зошто ради тоа што не сакавте да седнете, да направиме квалитет? Не можам да разберам. Зошто бегате од квалитетно решение? Не, воопшто не. Како не? Ве повикувавме, не седнавте. Еве, ајде да ви дадам од сега кога го направиме на кој начин? Тоа е неквалитетно во законот. Вие направете нешто квалитетно. Артан, вие сте на власт. Еве, не. Не знам како. Вие докажете. Веројатно се уште живеете во тоа кога ВМРО да е на власт. 2 години СДСМ ја предводи владата заедно со вас. Апсолутно, но сакам да кажам. Врската да понудите нешто. Нека покаже како треба да биде употребата на албанскиот јазик на дело. Почнете уште од вечер, почнете уште од утре. Било тоа со логото, било со соопштенија, било со еден поздрав од вас, да кажете мирно, добро вечер, добар ден, било нешто. Било нешто. Покажете на дело како ќе постапите, како е тој правилниот дел. Како е најдобро решение. Тоа кажете го. Разговараш у два различни контексти и не воопшто не сосеќам дека имам потреба да ти одговорам, играш на карта на некоја друга. Да, слушнавме и сега дека со овој закон СДСМ се обидува да ги придобие албанските гласачи пред председателските избори. Дали тоа е погрешна тезата, имајќи во предвид дека најмногу и консензуален кандидат. Ние имавме сериозна поддршка од албанците во Македонија и на минатите парламентарни избори и на локалните избори, тоа се потврди во број на гласови, секако и во она што значи поддршка на нашите политики и да не се лажеме дека ние во рамки на нашата изборна кампања реториката во контекстот на едно општество за сите најавуваше многу политики кои што одеа во насока на релаксирање на меѓуетничките односи и излегување од оние националистички и етнонационалистички ровови во кои што реториката за правата и тоа кој повеќе ќе се бори за тие права раѓаше многу негативен
политички контекст во кој што тој надпревар помеѓу етнонационалистички политики ги зајакнуваше и предрасудите кај граѓаните и неприфаќањето на правата на етнички другиот. И не е случај денеска, после толку години реторика и после толку години ставањето на етнонационалистичкото пред правото на граѓанинот независно од неговата припадност или на иднината на државата, доаѓаме до ситуација поважно да ни е тоа дали мојот сосед ќе има право да поднесе барање до институциите на албански јазик како и досега што го правел, или па не му е важно дали опозицијата ќе влезе во реформскиот процес заедно да ги донесеме законите, затоа што да не се лажеме. Вели, што направивте од реформите, немате ни Р од реформа 2 години. Но факт е дека во реформата, за да биде оценета како што треба да учествува и опозицијата. Од една страна велат не прашувате за ништо, а од друга страна не се вклучуваат во многу важни процеси кои што се пред нас и кои што ќе значат успех и за нив, доколку знаат лесно да ја оценат целисходноста за државата, не за партијата и за поединци. Морам да ве прашам, како мислите дека овој закон ќе ги подобри меѓуетничките односи, бидејќи за време на владењето на другата коалиција, кога Дуи беше во коалиција со ВМРО ДПМН, знаеме дека општеството дополнително се подели. Има табли во мешаните етнички заедници на двата јазика, меѓу училиштата албанците и македонците учат во посебни смени, нема контакт, инсистирањето на албански. Нели ќе беше подобро, можеби, тоа е моје мислење, да се учи албански јазик, еве спомена Артан, зошто не поздравувате на албански, затоа што не знаеме. Значи, искрениот пристап. Нели ќе беше тоа подобро отколку пишување полиција и армија и на албански јазик? Нели е тоа поголема предобивка? Сега, ако зборуваме во делот на полицијата и обврската за ставање на и на албански јазик на преводот на полиција, сакам да ве подсетам дека тоа е обврска и од реформата на полицијата од 2002 година со мултиетничкото работење на полицијата во мултиетнички средини, меѓу другото на факултетот на кој што предавам, тоа е и предмет. Да, граѓаните препознаваат униформата, не надписот, но за да се намали предрасудата и конфликтноста на населението, особено во постконфликтните општества, како што е и Република Македонија после вооружениот конфликт од 2001 година, постојат мал милион мерки кои што во етнички мешани средини се создава административна мерка која што дава на граѓанинот чувство за доверба кон институциите, препознавање на институциите, секако, и удел во градењето на целокупната кохезивна атмосфера. Сметате дека кај албанците ќе се зголеми довербата во институциите? Јас сметам дека колку поискрено ги дебатираме нештата и колку поискрено ги спроведуваме правата и обврските пред институциите, толку граѓаните нема да имаат чувство дека се изневерени или дека нешто им се прави зад грб. Изминативе години, како што кажав, многу од праксите кои што се применувале и биле премолчувани, биле правени надвор од закон. Сега се тие озаконети со законот за јазици. И јас верувам дека многу малку, скоро ништо нема да смени. Во актуелнава пракса, законот за јазиците, напротив, ќе го роди и ќе го покрене чувството на припадност на заедниците кои што не се македонци во Македонија, значи во конкретниот случај на албанците, бидејќи најголемата конфликтност во општеството се покажало во минатото помеѓу албанците и македонците, тоа е и најучно докажано и заради постконфликтниот период, а сето тоа и во контекст на ова што значи градењето на едно општество за сите, исправени пред заедничките обврски на евроатлантските интеграции, кои што сакале ние да признаеме или не, овие прашања на еднаквоста, на правата, на употребата на јазиците на малцинствата ќе ни се отварат во другите поглавија во делот на отварањето со преговорите со Европа и ние реално ќе можеме и ќе треба да направиме. Како што реков, за мене учењето на јазиците
и кај албанците се помалку младите знаат македонски. А што ве спречило до сега да научите малку албански? Не, зошто еве децата да не учат? Јас во школа учев француски, па за да научам англиски одев на курс, да речеме. Затоа што сакав и другиот јазик, и третиот јазик, и холандски одев на курс. Кога ќе биде обрска, ја мислам дека помалку ќе има сегрегација, добро, но за да имате тоа е поконкретна мерка отколку еве униформите. Ништо не ве спречило до ден денес. А околу кохезивноста, сакам две-три работи. Кохезивноста како концепт беше усвоена од претходната влада, ВМРО ДУИ. И тоа со усвојувањето на извештајот и анализата, квалитативната анализа за Охридскиот рамковен договор, подготвена од страна на ОПСЕ и Европскиот институт за мир, беше усвоена на влада. Во тој извештај за квалитативната и квантитативната анализа на имплементинг на Охридскиот рамковен, спроведувањето на Охридскиот рамковен договор, таксативно е наведен законот за јазици. Тоа е усвоено на влада веќе. Значи, околу кохезивноста како концепт, да се избориме, тој сме го усвоиле всушност заеднички. Не се разбираме. Ја те разбирам се. Значи, добро. Кохезивноста како концепт, ја мислам дека провокација, знаете што би било? И треба да имаме кохезивно општество и кохезивно да се однесуваме. Знаете што би било провокација во овој случај? Кохезивно би било кога ќе се одважевте да го усвоиме вашиот закон. Да седнеме заедно, да направиме квалитетно решение на начин, постапка, во согласност со Уставот и законите. Ама апсолутно. Кога не сте го направиле тоа и кога сте оставиле настрана најголемата политичка партија во државава, значи не можете да зборите за кохезивно општество. Ја мислам дека тука треба да окружиме ова дебата околу законот за јазици веќе на сила и провокација, Да, за ВМРО очигледно е начинот на донесување. Мора да се добре до сршта, затоа што не ми е јасно дали ова само политичка пропаганда или е всушност длабоко чувство. Тоа мене многу ми смета, да ви кажам наискрено. И затоа сум можеби емотивен во оваа тема. Провокација би било да ве прашам кривичните на албански ли ги напишавте? Тоа би било провокација кон вас. А не е провокација да ви кажам поздравете ги албанците еднаш добар ден на албански. Или напишете едно соопштение на албански. Или одважете се како политичка партија, зашто ќе ви ги покажам. Ве разбрав, мислам, си ги кажавме ставовите, ние нема да отстапиме од тоа што сметаме дека е насилно направено на ова е ваш постер. Прекршување на законите. Ова е ваш постер. Добро. Така? Добро. Пишува на албански. Добро. На избори 2017 година. Да, имаше и понади ВМРО. Не сте одржливи во ставовите. Останете, одважете се. Јас се надевам дека ќе добиеме наискрено. Кој пат да ви повторам во емисијата дека не разговараме во однос на дали некој има или нема право, значи тоа го тргам на страна. Ви зборам за нешто друго, вие не сакате да го слушате тоа, продолжувате. Континуирано додите на дневно политички. Ќе мораме да направиме на пауза за реклами и се враќаме на дебатата. Гледате топ тема на ваша страна. Дебатираат Фросина Ременски, СДСМ, Игор Јанушев, ВМРО ДПМН и Артан Груби од ДУИ. Господине Јанушев, барате предвремени избори. Ако не ги добиете, ќе ги бойкотирате ли председателските? Точно, бараме предвремени избори и не само да бараме колку да не ги добиеме, како што се обидуваат да го пласираат од СДСМ, туку бараме веднаш да се распишат предвремените избори, да се распушти собранието. Да, еве на 8 февруари, денес дознавме ќе бидат распишани председателските избори. Нашите идни чекори на делување ќе зависат од одговорот кој што ќе го добиеме од СДСМ, меѓутоа во никој случај нема да ги бойкотираме председателските избори, затоа што без разлика дали ќе одиме на предвремени и ќе победиме на предвремените и на председателските или ќе одиме само на председателските, ќе ги добиеме тие избори. Добро, ова е ново веќе бидејќи не беше сигурно дека изгледаше вчера дека сте подготвени да ги... Тоа беше една изјава која што се извади од контекст и се злоупотреби и значи сега расчистуваме, нема бойкот на председателските. Во однос на дневна политика. Така да е расчистување на дилемата. Дали за СДСМ се прифатливи предвремени парламентарни избори заедно со председателските? Значи, ние сериозно се подготвуваме за председателските избори, имајќи во предвид дека паралелно со подготовките за председателските избори имаме и сериозна реформска агенда во собранието и се надеваме дека
во периодот до почетокот на изборната кампања, 20 дена пред одржувањето на изборите, парламентот ќе работи со полна пареја, имајќи во предвид дека пакетот на реформски закони кои што се во агендата за почеток на преговори со Европската Унија и секако НАТО реформата, што е пред нас, бара сериозно внимание. Кога рековме дека ќе го разгледаме барањето од опозицијата за предвремени парламентарни избори, секако тоа ќе го направиме низ органите на партијата, низ она анализа и низ она временска рамка која што секако оди во контекст на ова што го кажав. Што значи тоа, кога ќе го правите и кога ќе го имате дефинитивно? Тоа значи дека во следниот период ќе излеземе со официјален став по тоа прашање, иако сметаме лично сметам дека предвремените парламентарни избори сериозно ќе го нарушат континуитетот во однос на овие започнати процеси кои што немаат време за чекање. Имајќи во предвид дека датумот за почеток на преговори што го очекуваме е стриктно врзан со реформите во безбедносно-разузнавачката заедница, реформите во правосудството и секако корпусот на закони во делот на обвинителството и се што влегува во тој пакет. Но од друга страна, СДСМ може многу да добие од на предвремени аргументите за се, например, обезбедување на поголемо мнозинство во моментов и двотретинското. Секако тоа председателот многу јасно го објасни дека пожелно е за секоја владеачка структура да влезе во предвремени парламентарни избори и да добие и нов мандат, секако да го зголеми парламентарното мнозинство, но повторно ќе кажам, временскиот период за спроведување на председателски парламентарни избори, особено во делот на парламентарните избори, е создавање на еден сериозен вакуум во период кој што е многу клучен за спроведување на овие реформи кои што влегуваат во извештајниот период на Европската Унија, што пак тангираат одлуки на земји членки на Европската Унија во делот на препораката за почеток на преговори. И ние повторно ќе кажеме дека ако гледаме политички, партиски, секако дека тоа е пожелна варијанта. Но ако гледаме што е интересот на Република Македонија, секако сметаме дека овој период треба да влеземе во мирни води, да се фокусираме на реформите, бидејќи овој дел не е само задача на владеачкото мнозинство, туку е и оценка ќе биде секако и за опозицијата и низиното учество во целокупниот процес. Меѓутоа, овој процес е секако трасирање на еден стабилен пат и патека за спроведување на целокупните економски политики, социјални политики и политики кои што на граѓаните ќе им ги направат видливи придобивките од сите овие процеси што ги водиме години и месеци наназад, затоа што завршивме едно сериозно поглавје од делот на надворешната политика поврзано со решавањето на спорот со Грција, што веруваме дека ќе заврши во најдобар можен ред и во Република Грција и дека тоа значи еден сериозен импут во делот на спроведување на НАТО агендата во Македонија по однос на реформските процеси, паралелно со преговорите со Европската Унија, но секако и создавање на една поволна економска стабилна клима и политичка, која што ќе биде примамлива за инвеститорите, кои што чекаат секако поволна политичка клима, да ги реализираат сите претходно зацртани и предвидени планови што ќе навистина ќе се почувствуваат кај граѓаните. И мислам дека збореле ние политички низ политичка реторика или призма, јас морам да го споделам моето чувство и чувството на оние луѓе со кои што се среќавам секојдневно, а кои што немаат врска со политички партии. Напротив, знаеле да не искритикуваат, знаеле да не пофалат, знаеле и да преќутат на одредени прашања. После уставните измени, јас можам да споделам многу впечатоци од граѓаните што ги добив и лично во директни контакти, чувството на олеснување. Дека едно прашање крупно, кое што децениски се провлекувало во Република Македонија, е затворено на начин на кој што
овозможува правец на идните генерации за развој на државата. Добро, ќе видиме тоа како ќе се одвија. Пред да ни каже Јанушев што не е возможно, груби вореди парламентарни избори, зошто не? Веќе рековте не. Уште не се изјасни од каде ги излекоте тоа, рековте не. Освен ако и вие не сте го промениле ставот. Се уште не успеав да кажам ни да, ни не. Цитирам Буја Осман на Дуи. Предвремени избори за нас денес, да. Апсолутно. Значи, според секоја анкета, било што ние сме направиле, било и другите партии што ги направиле, било и меѓународната заедница што ги правила, значи, видовме анкети од ИРИ, од други институции, апсолутен фаворит. Сите други политички партии на албанците да се соберат заедно, не може да се доближат до Дуи, а камо ли да ја победат било кој од нив. Бараме избори сега, ако е интересот за нас лично, за Демократската унија за интеграција, за да си продолжиме со нов, уште посилен мандат и уште посилни позиции во новата владеачка коалиција. Кој да победи, вие ќе бидете коалицијски партнер? Значи, поентата е дека за Дуи бројките моментално се одлични, се стремиме со организација на партијата, нели веќе бираме и нови тела, почнуваме со процес на внатрешна консолидација кој што го одложивме, пошто многу бевме ангажирани околу договорот со Грција, договорот со Бугарија, па јазичната еднаквост и сите овие процеси. Сметаме дека за нас се изборите добитна, апсолутно добитна комбинација. Да се надоврзам на аргументите и на колешката пратеник, во јуни очекуваме добивање на датум за отпочнување на преговори со Европската унија. Во мај, одамот поназад, значи во мај имаме избори во сите земји членки на Европската унија, во кој што ќе добиеме нов парламент. Судејќи по атмосферата низ цела Западна Европа, може би новиот парламент нема да биде толку пријателски настроен кон проширувањето на Европската унија со другите земји од југоисточна Европа. Не знаеме што ќе добиеме, со каква нова Европска комисија ќе се соочиме после тие избори, со каков нов состав на тој парламент ќе се соочиме. Мора да ги имаме предвид овие моменти. Ако сите што седиме на масава сметаме дека придонесуваме државнотворно кон интересите на државата, тогаш се друго треба да биде оставено на страна, треба да испорачаме на реформите во разузнавачкиот елемент, во правосудниот елемент, во администрацијата, кохезивно, заеднички, и да го осигураме датумот, а да осигураме и целосна непречена ратификација на протоколот за членство во НАТО низ сиве овие месеци пред нас. Хипотетички, ако одиме на избори во април, тоа значи бирање на влада некаде јули, отприлика јули, август, значи сме го изгубиле. Државата ќе биде 2 месеци практично. Не зборам само за економскиот застој. Генерално имаме застој во системот. И за проектите, затоа што во време на избори согласно избирачкиот законник не може ниту проекти да се одвиваат веќе. Тогаш сме изгубиле и датум за преговори со Европската унија и сме го закочиле процесот на ратификација на протоколот од страна на парламентите на земјите членки на НАТО. Тука треба да ги ставиме на вага, на кантар, што е победно во моментов за сите нас заеднички. Дали треба да смогнеме сили, и ме радува фактот што ВМРО ДПМН под никои услови нема да ги бойкотира претседателските избори, ако разбрав правилно вашата изјава претходна, затоа што денес имав такво прашање од новинарите и бев изненаден дека најголемата опозицијска политичка партија би ги бойкотирала претседателските избори. Така ме прашаа. Ова да разберам дека не сум ти доволно интересен за да ме пратиш. Денеска да. Не, интересен, ве разбрав, претпоставувам правилно, затоа сакам да потврдам, да конфирмирам дека така кажавте. Тогаш, значи, односите се сосема различни и немаме никаква политичка криза во моментов, затоа што и опозицијата и позицијата се спрема за редовни претседателски избори, а не за нешто друго. Барањето за... Да, но тоа е на маса, барањето за предвремени парламентарни избори. Тоа е опционално. Опционално барање. За да се има нешто што мора да го направиме, нешто што мора да го направиме се претседателските избори. И сега, опцијата помеѓу предвремени парламентарни избори, каде што ќе победиме, и реформи. И реформи со добивање на датум
и брз проток на протоколот за ратификација, нели на ратификација на протоколот за НАТО, тука треба да одмериме сите заеднички што ни е многу побитно во моментов. Дали ни е побитно да си го продолжиме мандатот или ни е побитно вие да пробате да ги добиете изборите, отколку добивање на датум за преговори. Што е на ВМРО-ДПМН побитно? Јас од тоа што го слушнав пред малце, значи гледам само алиби. Избори ќе имаме секако. И тоа избори кои што ќе имаме 2 круга задолжително. Значи, дали ќе бидат на 21-ви, како што најави Џафери, па после 2 недели втор круг, ќе бидеме најмалце 2, речиси 3 месеци со избори. Проекти секако не може во тој период да се отпочнуваат, бидејќи секако има избори. Тоа е вака прво нешто што би го напоменал. Ако одиме во суштината, Собранието работи, за разлика од парламентарни избори. Добро. Не, прекинав еднаш. Тоа е едниот сегмент. Ако збориме во суштината, нема ни П од проекти, нема ни Е од економија, нема ни С од социјала. Значи, видовме овие 2 години дека не знаете, дека не ве бива и дека немате никакви резултати таму. Собранието може исто така да работи и до моментот додека почне кампањата. Пошто сите законски прописи тангираат периодот на 20 дена што траат за кампањата. Значи, вака, кој ги спречува во тој период во целиот изборен процес никаде не пишува дека собранието не работи. Воспоставена пракса е 20 дена за кампања да не се користи собранието и парламентарната говорница за кампања. Инаку никаде не пишува дека и тие 20 дена не се работи. Значи, тезите дека ќе изгубиме време дополнително ако има предвремени парламентарни е само купување на алиби поради тоа што добро знаат како стојат кај народот. Да, меѓутоа Груби вели изборите се формира. Пошто знаеме како стоиме, ви викаме ајде на избори. И така имаме председателски, да не правиме нови трошоци следната година за да не правиме следната година дополнителни трошоци за нови избори парламентарни. Ајде сега заедно да го искористиме временскиот период. Од 2006 до денес сите се предвремени. Груби, а тоа е како сега оправдување, пошто сите се предвремени да не одиме. Значи, имате отворена понуда. Недекларативно, реална, опиплива. Ајде на избори. Ако сметате дека се што правите е толку исправно и уживате толку голема поддршка пред граѓаните на оваа држава, повелете на избори. Зошто еврокомесарот Хан вчера, во контекст на ова што го зборува, рече не е време за избори, време е за реформи. Зашто игнорирате оваа порака од Европската унија? Јас апсолутно се согласувам со комесарот Хан дека е време за реформи. Меѓутоа, реформи со оваа влада, предводена од СДСМ и ЗАЕВ, нема. Тоа го видовме изминативе 2 години. Шајка не е закована, камче не е поместено. Да, реформи, се согласувам со комесарот Хан, се согласувам дека 2019 треба да биде година на економијата, раст на економијата, подобрување на животот на граѓаните, меѓутоа тоа е возможно само ако одиме на избори, каде што ВМРО ќе победи, каде што ќе можеме тоа да го оствариме пред граѓаните. Како опозиција, нели имате и вие одговорност за реформи во државата? Значи, сите оние 5 реформски закони кои што се донесоа пред 2 години се благодарени на ВМРО-ДПМН. Да. Ништо не видовме од владава. Зашо имаме владава? За да излезат и се сликаат. Што ќе ни е таква влада? Нека дојдат на избори. Зошто бегаат од избори? Ако се толку јаки и ако толку добро мислат дека се ова што го направија на државава е толку добро и дека има толку голема поддршка и кој што ова сега го кажува Ременски, реки на народ им идат и им кажуваат добра е каменот срце ни паднува, конечно се реши. Бојрум на избори да видиме кој. Сања, јас сега разбирам политиката на хазард што во последниот период ВМРО ја води, затоа што ги испушти сите клучни процеси за Република Македонија. Сите важни клучни процеси за Република Македонија ги изгуби. Се стави на комплетно погрешна страна во процесите кои што значија иднина за Република Македонија. Знаете,
овој хазард кој што сега во реторика го промовира и го демонстрира Јанушев, ајде на избори, да ве видиме, ќе ве победиме. Многу, јас сум го слушала и од многу партии, сум го слушала и во мојата партија. Ама? Не ама. Овдека не станува збор за надпревар помеѓу СДСМ и ВМРО. И ние можеме истото да го кажеме и за вас, да ве подсетиме за сите 12 години наназад и да ве подсетиме дека заборавате дека пред 2 години ја оставивте Македонија задолжена, економски уништена, сега 10 пати позадолжена. Покрадена, онака како што ја милиарда оставивте. пати поукрадена, значи немате ден кај што немате финансиски скандал. Општество е што граѓаните за жал патат од заборав. И лесно ги тука многу забораваат. се согласуваме и добро што ги имате овие 2 години за да ги подсетите граѓаните што значи СДСМ да биде на власт. Многу ви благодарам што отворивте темата. Значи, ние ќе ве подсетуваме секогаш на вашите 10 години владење, затоа што тие 10 години владење значат 20 години уназадување на Република Македонија. И во отсуство на политики, државнички политики, внатре партиската дебата и внатре партиската битка не треба да биде битка за Македонија. Како најголеми ривали, разбирам дека ќе се обвинувате, но еве да се вратиме на она што сепак беа донесени на реформите и она што е најважно, беа донесени закони во кои ги гласавте и учествуваше опозицијата. Зошто не се постигна договор за законот за антикорупцијска комисија? Еве денеска владата го изгласа новиот текст на законот, најавува дека со европско знаме влегува во собранието и деновиве дека ќе биде усвоен. Значи, што е проблемот за точно дека во делот на реформата на следењето на комуникациите, која што е една од клучните реформи после големата афера со незаконското прислушкување во Македонија, учествуваше и опозицијата, беа прифатени неколку амандмани предложени од страна на опозицијата. Да, но зошто и секако за овој тоа беше и една афирмација и влегување на опозицијата во процес на некаква корекција на претходните пракси кои што доведоа до незаконското прислушкување и тоа е неспорно. Во делот на законот за антикорупцијска комисија и спречување на корупција и судир на интереси, имаме афирмативно потврден и верификуван текст од страна на Венецијанската комисија и од Европската комисија по однос на квалитетот на и препораките, да. И не ги имплементирате у законот и не ги прифаќаат на амандманите кои што ги дадат. Влеговме во фаза на разговори со опозицијата за да можеме да обезбедиме. Зашто на каде запна разговорите со опозицијата? Разговорите со опозицијата, барем бидејќи не сум вклучена директно, можеби нема да бидам толку прецизна во давањето на прецизните точки каде конкретно затај. Меѓутоа се обезличуваше целокупната надлежност на антикорупцијската комисија со прифаќањето на амандманите од страна на опозицијата. Во однос на можноста на антикорупцијската комисија да врши надзор над финансирањето на политичките партии, по однос на работното искуство, изборот на членовите на антикорупцијската комисија и секако некои други точки кои суштински менуваа концепција на. Зошто за ВМРО беа неприфатливи овие точки? Значи не станува збор за неприфатливост. Сите 27, а не 40 како што се обидува од СДСМ да спинува до јавност, значи 27 амандмани кои што ги поднесовме, сите се во насока на имплементирање на забелешките на Европската комисија и ГРЕКО. Нема ништо надвор. 13 се прифатени. Значи апсолутно ова што го зборува Ремески не е така. Океј, може да разберам, сега ќе ги кажам. Можеби самата кажа не е доволно патена, веќе појасни. Значи надзорот во однос на финансирањето на политичките партии е во надлежност на Државниот завод за ревизија. Значи не може и друг орган да има истата надлежност. Прво, двата закони вака што направени се во колизија. Зошто ја одземаат надлежноста на Државниот завод за ревизија? Не е одземена. Па не може два органи да ги имаат истите надлежности. Не зборуваме за исти законот за ревизија. Само да завршам, значи. Да, добро. И околу изборот на членовите што беше само да го завршам. Се дава право на било кое физичко лице во држава да поднесе иницијатива, односно
до комисијата во однос на наводно незаконско финансирање на политичките партии, што е стварно небулозно тврдење. Се знае кои органи, кои надлежности ги имаат. Значи само ќе се создаде дополнителен хаос. Секој оној кој што не го сака ВМРО или што не го сака СДСМ може да прави само да предизвика не е така. Секој не вика кој што може да му се злоупотребен или било како. Секој од различни причини. Ременски, ве молам. И сега, ако на некој му се злоупотребени податоците, нормално е дека може да покрене постапка. Ама не можам јас во моментов, како Игор Јанушев, да покренам за тој дел постапка за незаконско финансирање на СДСМ без да има некаква основа. Ве молам, значи не е така. Во однос на критериумите. Значи, критериумите им се така направени, подобро ги пишеле со име и презиме кои луѓе треба да влезат внатре. Една од забелешките во однос... Не е проблемот јавниот избор... Не, вака. Значи, исто така, една од забелешките на Греко и во однос на бројот, што исто така не сакаат да прифатат. Го зголемуваат од 5 на 7. Значи, се она што е дадено е во насока на конструктивност. И во насока на имплементација на забелешките точно од Европската комисија и на Греко. Треба да најдат доблест, да ги прифатат и да кажат дека тоа што до сега е направено, но најавата е дека законот влегува со европско знаме, значи, тоа е и може би уштавани тоа ќе биде успех. Видете, тоа е уште еден доказ на она што претходно ви го зборувавме. Дали се преговара и за други закони кои се во подготовка? Колку што имам информација во момент не. Меѓутоа, ако дозволите само на реченица, останав должен на претходната теза на Ременски. Значи, ВМРО 10 години имало најлоша влада. ВМРО направило најмногу штета на Македонија. ВМРО е најомрзената партија. ВМРО никој не ја сака. СДСМ за 2 години решиле прашања што никој никогаш не ги решил. Економијата цвета, социјалата е на највисоко можно ниво. Секако ќе имаме избори, ама не идат на избори ради тоа што имаме 3 точки. Реформите се поважни. Значи, победата на председателските избори ќе ви биде јасен доказ дека... Ременски, сама знаете и не верувате во тоа, меѓутоа повторно ме прекинавте. Таа автосугестија давајте си ја дома, не во емисија јавна. Значи, избори ќе имаме секако. Никој не ги спречува нити реформските закони, никој не ги спречува било што имаат прилика како што имаат во изминативе 2 години да сработат. Секако имам избори, ајде, со првиот круг на председателски, додиме на предвремени. Ако сте сигурни у се ова што го тврдите, од што се плашите не можам да разберам. И за крај уште едно прашање, Груби, дали и Ремински, дали двете партии веќе почнавте избор на заеднички кандидат за председател? Ако може прво да се навратам ја малку на законот за антикорупција, затоа што всушност утре ќе биде на пленарна седница на Собранието на Република Македонија. Мора да изразам жалење за судбината на овој закон, кој што 4 пати ова е 4ти пат кој што се предлага во многу краток период, значи во 2 недели, и сметам дека би било добро овој закон да беше продукт на заедништво, затоа што градиме регулаторни тела во Република Македонија и се надевам дека духот кој што преовладуваше во Собранието дента кога требаше да се усвои еден ден пред новата година, кога усогласивме всушност СДСМ и ВМРО ДПМН усогласија повеќето од сите амандмани. Тој што го повлекоа? Се уште во процедура законот предложен од пратениците. Значи ги усогласија, ако не се лажам, малку или повеќе сите амандмани, и се надевам дека и во тој дух ќе продолжи расправата во пронаоѓање на заеднички јазик за еден квалитативен закон и тоа да продолжи со другите реформски закони кои што ги имаме. Имаме шанса, се уште има комисиска расправа, се надеваме дека тоа што беше усогласено и прифатливо за апсолутното мнозинство на пратениците, дека ќе продолжи во тој дух да се одвива и беше исказ на вистинска парламентарна демократија, да гледаш пратеници, посебно двете најголеми македонски политички партии, седнати, усогласувајќи амандмани за изнаоѓање на... Само рековте, веќе беа усвоени заеднички. Усогласени всушност. Опозицијата беше на вистина конструктивна. Дека може и таква улога. Па затоа се надевам дека ќе изнајдеме некој начин да дојдеме до заеднички продукт пред усвојувањето на ова регулаторно тело. И прашањето што дали заедно
почнаа двете партии да Ние принципиално уште во 2014 година излеговме со концептот на консенсуални политики, на договорни политики со партнерот со кој што владееш, кој што го има легитимитетот на заедницата која што ја представува. Нели во 2014 година го понудивме тој концепт кој што ВМРО ДПМН го одби, тогаш не најдовме ни заеднички јазик ни со СДСМ, но од 2014 година па се до денес имавме неколку изборни циклуси, вклучително и локалните избори, каде што излеговме со консенсуални договорени кандидати за град Скопје, за општина Чаир, за Тетово, да речеме, за Веле, за без разлика за која општина, и испадна добитна комбинација, прифатлива за апсолутното мнозинство на граѓаните, затоа што помина во прв круг сите тие кандидати. Нашето општество е созреано за консенсуални политики. Сега имаме и консензусот кај председателските избори е прилично. Затоа сметаме дека кандидатот кој што би бил прифатлив за двете партии кои што ги представуваат, условно кажано, нели, двете најголеми заедници, но и другите политички партии од помалите други заедници, би било идеално решение за изнаоѓање на кредибилна личност која што ќе предводи таа многу значајна институција, затоа што видовме како не треба да се води тоа од 2014 па се до ден денес. Сметам и дека разговорите ќе започнат многу скоро за изнаоѓање на заедничко решение и победа на следните председателски избори со нов председател на почетокот на мај. Обединувањето на гласачкиот електорат околу еден кандидат гарантира победа на кандидатот за председател во прв круг. Тоа е нешто што е примамливо, вреди да се разговара, секако. Доста ни се дебатите и цепкањето на секако зрело е за демократијата, секој кој што исполнува услови, има амбиција, обезбедува формално правни критериуми да влезе во председателска трка, но секако ние како политичка партија ги разгледуваме сите можни опции. Дебатата за понудата од опозицијата останува, секако низ дебатата која што ја водиме со нашите коалиции. По ВМРО ДПМН огласот е отворен, на 16 февруари ќе се знае. Ќе имаме конвенција на 16 февруар во Струга, каде што ќе го одбереме нашиот кандидат за председател на Република Македонија. Убедени сме у победата, без разлика која ќе биде одлуката на СДСМ. Се надевам дека нема да продолжат да се кријат и дека уште во неве, поминајќи 5-6 дена од кога за прв пат излеговме и официјално, да кажам, повикавме на предвремени заедно со председателските. Се надевам дека ќе најдат храброст да излезат да се соочат не со ВМРО ДПМН, туку да се соочат со македонскиот народ. Ви благодарам на сите за учеството во емисијата и тука е крајот на вечерашната топ тема на ваша страна. Останете со Телма, имајте убава вечер.